Почитувани, добар ден. Го гледате најновото издание на Црвена линија. Сепак ќе се гради Коридор 8. Железничкото поврзување на Македонија со Бугарија одеднаш стана приоритет. Вчера представниците од двете земји пред Европската комисија изразиле посветеноста да продолжат со изградбата на железничкиот Коридор 8. Дали изградбата на пругата кон Бугарија е спас за добрососедските односи? Тоа е она што ве прашуваме во Црвена линија, но дополнително прашање, како и секогаш, за одговарање имате и доколку не заследите на Инстаграм. Топло препорачуваме да го сторите тоа, да кликнете веднаш на Инстаграм стори и да одговорите на прашањето. Дали би оделе со воз до Софија? Имате две опции за одговор на Инстаграм стори, да, не. Ке кликнете на вашиот одговор, а пред рекламите некаде во проценти пресметано ќе ги соопштиме резултатите. Колку за подсетување учествува Црвена линија не само преку телефонскиот број 02-307-0005, туку и преку коментари и споделување на нашата Facebook страница Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија. Во продолжение да го погледнеме прилогот на Огнен Чанчаревиќ. Коридорот 8 и железничко поврзување со Бугарија сепак ќе има. Македонската и бугарската делегација вчера во Брисел си подадоа рака и се договорија дека проектот мора да се заврши и двете страни ги соопштија своите услови. За Македонија единствено прифатливо е доколку Бугарија започне со ново проектирање на тунелската цевка и Македонија и Бугарија заеднички да извршат пробивање на тунелот. Пречка и цената на проектот, па затоа македонската делегација побарала да има нов повик за заеднички проект, кој ќе го спроведат двете држави и во исто време да се гради пругата од двете страни на границата. Македонската и бугарската делегација во Брисел се договорија на крајот на месецот да има уште една средба каде ќе се прецизираат детали за реализација на проектот. Министер за транспорт и вице-премиер Александар Николовски изјави дека проектот ќе мора да се смени бидејќи постоечкиот и цената е неприфатлив за Македонија. Почна диалог вчера во Брисел. Следно треба да има за 2 недели на 31 пак, па да видиме, ние инсистираме на тоа што се наши позиции, да има заеднички проект, да е изводлив проектот, нормално да се разгледа цената, по оваа цена секако дека не можеме и да видиме што ќе направиме. Тоа е тоа. Бивте силно против, за тоа ве прашувам што. Па ја уште сум против овој проект. Така да овој проект сигурно нема да се работи, а дали ќе работиме нов ќе видиме. Тоа го потенцираше и премиерот Христијан Мицкоски, кој кажа дека на 2 од 3 секции на пругата веќе се работи и додека Бугарија не го презентира новиот проект за тунелот, Македонија нема да почне да работи на третата, последна секција и да потроши половина милијарда евра на проект како што вели без јасна визија. Вистинското прашање, докаде овој проект во Албанија? Дали таму постои проект? Дали таму почнала владата да го прави, дали е тој во приоритетите? Затоа што ние, нашиот комитмент, нашата посветеност, ја покажавме и докажавме со тоа што секцијата 1, делот 1, кој што е од Куманово до Белјаковце, веќе го завршуваме, секцијата 2 од Белјаковце до Паланка се гради и секцијата 3, додека не видиме од бугарска страна, кој што е од Паланка до граница со Бугарија, јасна посветеност, проект, ние немаме намера да ги трошиме парите, бидејќи тие пари ќе ги насочиме за други проекти. Проекти кои што се во овој момент поприоритетни. Бугарската делегација вчера соопштила дека во овој момент немаат проект за изградба на тунелот, но биле подготвени да почнат и тој проект би бил завршен до 2026 година. Премиерот Мицкоски и вице-премиерот Николовски во изминатиот период беа децидни дека нема да се гради пруга која ќе заврши во слеп тунел и обвинија дека имало обид за подкуп, но не посочија кој или која компанија нудела пари. А сега е наред да ве слушнеме вас. Уште еднаш подсетуваме дека на 02-307-0005 особено ги охрабруваме оние кои што можеби немаат навика ниту искуство со учество во контактни емисии, сепак да го завртите телефонскиот број, да ни дадете одговор на денешното прашање дали изградбата на пругата кон Бугарија е спас за добрососедските односи. Ке посетам уште еднаш пред да почнеме со дискусијата да се намали по вклучувањето и целосно тонот на ТВ приемникот. Јас и вие да зборуваме само преку слушалка. Ако сте подготвени вие, подготвени сме и ние. Добар ден! Поштовање, госпожа Тина. Голема почити до вас и секако убав ден. Па еве... Поздрав до вашата екипа
Поздрав со сите слушатели што се јаве, што ќе се јават. Благодарам. Една забелешка, не сакам шемата ваша да коментирам, него имаш подобри теми да ставите по-болни. Уредувачката комисија Дали вчера не следевте? Дозволете. Значи пак и во интереси на тема ова што е. Нека се напред пругата. Не пруга и авионски билети да се даваат бесплатни, нема односите да се подобра со Бугарија. Бугарија испадна непријател број 1. Не може тие да не негираат, ради нив да менјаваме ние име, ради нив да их сработи. Значи, нема никој пат да се подобрат односите, него друга ми е тема. Ние дајте да ги средиме односите во Скопје. Скопје да се направи, ние градски превоз, немаме превоз, ние збориме хипотетички дали ќе патуваме со воз во Софија. Со сета почит на, не знам, темата која става на уредниците, кој е уредник. Дајте болни теми. Овие акциите што ги почна... Добро, дали може да ви се обратам? Дали вчера не следевте црвена линија? Ајде да видиме. Следев нешто. Вчера зборувавме за глата и неможноста да се има 3 оброка дневно. Тоа е сепак една од најболните теми. Но денес сепак ова е темата и благодарам што и ве дадовте одговори, бидејќи и вие имате секако став и размислување околу она за што зборуваме денес. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Добар ден ти. Поздрав и до вас. Реков, че дур не падне снегот на шара, викам пумо овака. Ја ова го слушам 40 години. Дали ќе се изгради пругата кон Бугарија? 40 години го слушам, еднаш кој отидов, кој беше таму, Приморско на одмор, уште у бивша Југославија, предовме од кај Крива Паланка, од тамо се градеше нешто. Ја не знам до каде е тоа градењето. Меѓутоа, ја слушам едно 5 армијска област, па мене ми беше текстистот генерал Ангеловски, ми вика мене, таа пруга никогаш нема да се изгради. Знаете зашто? Зашто некој Каракачанов се трзнал и рекол, ја сега ќе влезем со 4 војска и ќе дојдем и ќе го окупирам Македонија. Ради тоа, ради такви глупости што ги има в Бугарија, не дозволуваме. Затоа што ако влезе било каква чета и подржана и авиацијски, може до Куманово понатамо заврши приказната. Ова ти зборим стратешки, се ти зборим. Национално, државно. Не дали кој кого сака, Бугарија не сака или ние га мазиме или таа нас. А ова не е анкетно прашање. Дали би оделе со воз до Софија, да или не? Па ти знаеш зашто е стратешки? НАТО. Ништо друго. НАТО ние, кој не ферма нас? Ова е НАТО. Така, благодарам многу и вам за тоа што ги споделивте вашите ставови со гледачите на Црвена линија. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден, се слушаме во програма? Да, одлично, повелете. Ова е добра работа сега што се прави да се иде во Бугарија со воз, каде што сета трговија ќе се пренасочи ќе биде поевтино. И за едната држава и за другата држава. Тоа е еден голем плюс од Европската унија, која ни ги отвори вратите за понатаму да можеме да се шириме. Едно, второ, еден дел што треба да се пренајме за средствата, ја би го поканил градоначалникот на Ѓорче Петров да повлече средства за изградба на водовод во село Кучково. 3-4 пати се јавувам на вашата програма, ќе ми извинете малку. 3-4 пати се јавувам и се уште немате постигнато тема. Најболната тема е вода за пиење 21 век, дали ми веруваш има нема за тема пиење? за квалитетот и водата во земјава генерално и како се однесуваме кон водата која што се уште ја имаме за да ја користиме и пиеме од чешмите. Видете, вака, искрено ви кажувам, ние во Кучково водата ја штедиме. Ако идеме во селска чешма да пуниме вода во флаши пластични, што не е воопшто добро, 21 век. Јасно, ве молам да ми одговорите на ова прашање, бидејќи активно земавте учество на темата, дали би оделе со воз до Софија, да или не? Да, би одел, реков ја, ви кажа дека би одел и ви на летување. Ајде, видите, барем дел од средствата да бидат префрлени во општината за водовод во село Кучково. Поставете таа тема, ве молам.
Добро, благодарам многу. Секако, секој оној кој што зборува јасно, јавно и во црвена линија, сето тоа бива регистрирано и од целата јавност, бидејќи црвена линија е гледана. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Како сте ми? Госпоѓа Тинче. Добар ден, господине Златко. Па еве, дали зградбата на пругата кон Бугарија е спас за добрососедските односи меѓу овие две земји? Ние, госпоѓа Тинче, сме подпишале за во НАТО да влеземе, сме молеле. И тој коридор 8 мора да се заврши. Имаме проблеми со многу европски и светски супер сили. Тоа е готово, тоа е готово. Тоа мора да се заврши, сакале или не ќе. Нема Европа, ќе не храни, НАТО ќе не брани. НАТО е супер сила. И сега сакам да кажам дека јас бе во Вицер во Херцег Нови на море, Маринат. Сакам да ви кажам, кај што НАТО удрил со своите белешки, каде ќе има пруга, мора да има. Тоа е за исток, за далечен исток борба. НАТО може да не го заврши сукобот со Русија. Ви благодарам, имајте убав ден, госпоѓа Кристина, и вие и нашата Телма телевизија. Благодарам многу за активното учество во црвена линија, господине Златко. Продолжете да не следите и секако еве да подсетам, јас сум само Тина, не изведен од Кристина или Христина. Како е да ја продолжуваме понатаму. Добар ден. Здраво. Здраво, голем поздрав и до вас. Благодарам. Па вака ја би кажал, ја за Софија немам проблем да идам. Па тоа е наш град, македонски град е тој. Значи, зашто да не одам? Ке одам со воз ке одам. Па јас сум идел и порано со воз за Софија. Не знам дали знаете дека бевме и воз, па ја идевме преку Димитровград за Софија со воз. Идеш до Ниш, од Ниш се префрлаш и цепаш правец Софија преку Димитровград. Че си идело со воз. Сега, тука што е интригата, тука е таа плаката што ја кажуваат, е играта на овој квази министерот за транспорт, кој изиграва Болен Дојчин, што као ја не сакам како млада нека невеста, као ама со сила ме натерани, ама молим те, не изиграва Болен Дојчин. Значи, во се однесен на овој Николовски. Имам право да го резилам, затоа што е јавна личност. Плюс изгласан од народот, со 58% гласови му е донесена партијата, власт да изиграва овдека. Превариви интригите што ги прави кај неговите симпатизери, неговите политички сопартици, тоа не ме занима мене. Обичниот народ, нека не се лаже по неговите изјави. Поздрав, пријатно. Благодарам и вам за учеството во црвена линија. Останете со нас. Добар ден. Ден. Дали според вас изградбата на пругата кон Бугарија ќе ги подобри добрососедските односи? Нема врска за односите Македонија-Бугарија. Ова пруга е чисто економска работа. Значи треба да се пристанишето од Бургас треба да се поврзи со пристаништето во Драч. Ете, тоа е цела работа. Значи трансверзала исток-запад. Тоа е некоја стратегиска работа, тоа не е ништо. Меѓутоа, целта е во тоа што донекни, например, тој истиот Николовски велеше дека е тоа невозможна мисија, дека е многу лошо, дека што ти ја знам по војна крива паланка треба да се руши, да се експроприира, да се обезбедуваат нови становалишта на луѓето и покрај истото удираме во тунел, во среде тунел е некоја стена која никој не може да ја пробие, а од бугарска страна не се работи ништо. Така да, навистина, од сите тие работи сега испадна дека пругата мора да се прави. Навистина треба врската измеѓу исток-запад да се оствари. Таа е стратегиска врска. Може и на НАТО, може и на Европа, било како. Меѓутоа, стратегиска врска и би требало да се направи. Меѓутоа, дали ова баш, бидејќи досега,
не е направено доволно, дали ова ќе вроди со некој плод или повторно ќе се застани, ќе се види дефинитивно дека со глата Благодарам многу за вашите ставови што ги споделивте со учесниците, а и гледачите на Црвена линија. Внимавајте само на тајмерот 90 секунди за едно јавување. Добар ден. Добар ден. Поздрав. Поздрав до водителката и гледачите на Телма телевизија. Благодарам многу. Да, вака сега, дали изградбата на пругата е спаза? Мислам дека спас не е, но допринесува многу во релаксирањето на одвоз. Иначе дека е спас не е. Тоа е една техничка, економска состојба што ние треба да на крајот од краиштата да ја реализираме, зашто е влезена таа пруга во проектите на НАТО, на Европа, на нас и така натака. Сигурно ќе ни биде од голема корист на економски, комерцијален и слично и меѓу поврзување на народите, што е најнормално. Но дека ќе биде спас за добрососедските односи, тоа не. Ќе помага, да. Има илјадници причини кои влијаат на добрососедските односи меѓу Бугарија и Македонија. Историски, културни и така натака, но ова мислам дека ќе допринесе. Не многу, но ќе допринесе. Како ќе се направи тоа? Како ќе се изоди тоа више техника на работата и на другите учесници. Ова не е анкетно прашање на Instagram Story, дали би оделе со воз до Софија? Обавезно, како не би одел. Тоа би било право уживање, да кажеме, после толку години, да речем, никој не сме имале таа пруга, така да би било одлично, прекрасно. Народите се поврзуваат на многу начини. Ово е еден од тие начини што треба да се поврзаме. Близ. Благодарам многу и вам што се вклучивте активно во Црвена линија, останете со нас. Има и огромен број на коментари, секој кој што сака да надополни, да сподели, односно да зема активно учество во Црвена линија и преку социјалните медиуми. Заследете не на Facebook, профилот е Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија. Еве дел од коментарите. Ке започнеме со коментарот на Сашо Димовски кој што напишал: тој коридор и таа железница и треба на Европа и на НАТО. Затоа сами со своји средства да ја направат и плюс за користење ќе плаќаат заради загадување на воздухот и околината. И башка затоа што се ставаме во ризик, затоа што им помагаме за побрзо снабдување со оружје кон Европа од пристаништето. Ке треба плюс да плаќаат затоа што така стануваме стратешка цел на непријателите. За ова треба да бараме влез во Европската Унија по брза постапка, во спротивно сме страшно глупи. Дејан Павловски напишал: треба зид кон тие, а не пруга. Продолжуваме во живо со вас. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Прво поздрав до Телма телевизија. Благодарам многу. До водителката Тина. Благодарам. И да ви кажам, емисијата ви е супер, прекрасна емисија. Разменуваме мислење, ова го сматрам јас културен настан, значи неон зборови колку е добро. Сега за однос на темата. Видите, јас сум во години човек, пратам политиката и можам да кажам дека пругата нема врска со добрососедски односи или лоши соседски односи. Дел од раководството на фашистичка Бугарија е настроена за кавги. Дел, вклучувајќи го овај председателот, она госпоѓата Јотова, тие се настроени за кавга, меѓулюдски неубави односи. Значи, не значи дека се и народот е ко ние. Што знае народот? Тие се главни кавгајджи, не сакат добри соседски односи. Треба да се смират, да дојдете и да ојме таму на кафе, да смириме ситуацијата. Заштото? После да ви кажам искрено, ова пругата Врбени скрива Паланка, многу кујчи ке руши и не е изборливо. Тука се мако има преку друго место помини. Иначе на Александар. Благодарам многу секако за вашето вклучување. Еве ве охрабрувам да добиете нови 90 секунди. Тоа е правилото на Црвена линија. Тајмерот така одбројува за едно јавување.
И она што го рековте, тоа е факт. Црвена линија всушност постои да се слушаат повеќе различни, можеби и да се совпаѓаат ставови и мислења на гледачите, но целта на Црвена линија секако да се слушне јавното мислење. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Секако повелете. Благодарам. Прво, добрососедските односи со Бугарија никогаш не биле добри, не се сега добри, ни во иднина не верувам дека ќе бидат добри, затоа што тоа е еден народ со посебни, да речам, карактеристики, кои што, значи, не размислува како се размислува позитивно другата страна. Се во однос на пругата. Јас ми се чини дека нашето политичко раководство дали не сака да размислува како што треба, дали не знае или не може да оцени работата. Досега се негде околу 560 милиони, кои што се вложени во тоа, некои се потрошени, некои се уште, значи се на стендбај, значи сега господинот Николовски вика ќе ја прекиниме пругата. Дали сме, јас се прашам, дали сме ние толку богати да фрлиме по вода 560 милиони? Сигурно дека нема да кошта уште 560 милиони да се догради таа пруга. Дали не е тоа поевтино да се догради? А ако се прекине тоа, фактички ќе треба одново цела пруга да почнеме од Белјаковс или како се вика, поново, затоа што сето тоа ќе се растае, што нема кој да го држава, нема кој да обновува оно што ќе се оштети. Значи, нашите политичари малку да си ја чукнат главата и да размислат дали е добро да се прекине овој процес. Ми се чини дека ќе биде најголема грешка и ќе биде државата во загуба, а ние... Благодарам многу и вам за учеството. Само внимавајте на тајмерот. Ве охрабрувам повторно да го завртите нашиот телефонски број за нови 90 секунди. Добар ден. Добар ден, Македонија. Голем поздрав до вас, господине господине Тали. Жално е што наша Македонија немаше, да речам, пруга ни кон Албанија, ни кон Јонско море, ни кон Црно море, пошто многу потешко грците ќе беа успешни во тоа нивно ембарго, кога со години ни правеа огромни материјални штети, кога ни правеа ембарго, па да душа тогаш Бугарија испадна ферпа со цистерни, се снабдувавме како држава со нафта, со бензин, со нафтени деривати, и тоа беше добар гест од нив. Не се согласувам со гледачот пред мене дека бугарскиот народ бил посебен. Јас сум сигурен дека секој народ во цел свет е добронамерен. Ако има таму политичари, како што има во Бугарија, па и во други држави, кои се, да речеме, настроени антимакедонски, и тие преку медиуми и телевизии ги заведуваат дел од тој народ. Јас сум сигурен дека јас сум бил Бугарија уште таму некаде кога се одеше на шопинг во Истанбул и близу имаше пауза на граница меѓу Турција и Бугарија и така во еден ресторан влегувам и имаше музика свиреа и му пристапив, прашував колку пари хармоника во Бугарија. Вика, свириш? Да, свирам. Земи да засвириш. И вика, јас идов да свирам, патриотска песна, вика, македонска свири. Значи, јас во Бугарија, како Македонија, свире патриотска македонска песна. Тоа значи е гостопримливо. Ти во Македонија сега не можеш да слушниш македонска музика, никаде ретко забрани, ја мразат некои и не ја пуштаат, не. Благодарам многу и вам што ги споделивте вашите ставови, па и сеќавање, слободно ќе кажам, по тоа што слушнавме со гледачите на Црвена линија. Подсетувам, напоменувам, внимавајте на тајмерот. Добар ден. Добар ден, Тина, поздрав до тебе и до редакцијата. Поздрав и до вас, повелете. Изградбата на пругата кон Бугарија сигурно дека ќе ги подобри односите помеѓу бугарскиот и македонскиот народ. Ти така не се многу, како да кажам, растурени поради изјавите на политичарите. Треба да делиме тука политичари и народ. Некои од политичарите во Бугарија и некои од политичарите кај нас ги трујат тие односи за да добијат гласови, да добијат рейтинг и така натаму. Значи, со оваа пруга ние ќе станеме центар на Балканот. Север-југ пругата и исток-запад пругата. Иницијатор е, знаеме, Италија, а зошто тоа се пред се економски, па и политички безбедносно, поготово причини. Мислам дека ова
имавте и посебно прашање, мислам дека ќе допринесе за подобрување на односите помеѓу народите. Затоа што бугарскиот и македонскиот народ имаат близина. Политичарите се тие кои добрососедските односи ги нарушуваат. Сметам дека треба да се продолжи и треба да се ислушат тие изјави во стилот на господинот Николовски, кој многу вреѓаше и предизвика револт од другата страна да се донесе резолуција и така натаму. Времето ми минува, Ви благодариме многу сепак за времето кое што го споделивте преку вашето излагање со гледачите на Црвена линија. Еве повторно дел од коментарите, тука секако ве подсетувам, коментирајте, продолжете и по завршувањето на Црвена линија активно да учествувате во денешната дискусија. На прашањето дали изградбата на пругата кон Бугарија е спас за добрососедските односи, Перо Спасовски го напишал следното: да не се залажуваме, ние немаме хемија со бугарите. Ние сме југоносталгичари кои беа на времето Европа за Бугарија. Никогаш нема да се промени односот македонец-бугари, ден денес е така. Само они се лажни европејци, по се им изгледа Путин ќе го врати полицискиот час во Софија, Америка и нато ќе гледаат СЕР. Методи Ангелковски напишал: нели треба и од другата страна на границата да има пруга. Да слушаме понатаму еве што ќе речат останатите гледачи. Она што е интересно, денеска ве прашуваме дали изградбата на пругата кон Бугарија е спас за добрососедските односи, но и секако имаме прашање плюс, дали би оделе со воз до Софија. Тоа значи дека може да се одговори доколку не заследите на Инстаграм и кликнете на Инстаграм стори. Еве уште еден интересен твит. Се подразбира, ќе подсетиме дека Црвена линија, особено во рамки на учество на во живо во програма, се активира доколку се употребуваат грди и секако лоши зборови, говор на насилство и така натаму. Еве вака ќе го сумираме овој коментар. Јован Цветановски напишал: зошто би отстапила Бугарија од проектот Втора бугарска држава заради проектот железничко поврзување? Решението е во Европската унија, не во Бугарија. Бугарите од својот шовинистички проект немаат намера да отстапат. Ова е од пред неколку недели во собранието на Бугарија издвоил излагање, клип, кој што можете секако да го погледнете, па и активно да земете учество на ова дискусија на Facebook. Добар ден! Добар ден, Македонија! Повторно повелете. Па јас како македонец пред се размислувам никако југоносталгичар, пошто таа е мртва, пропадна, ја нема никаде, со 2000% инфлација, како македонец од Македонија, за Македонија размислувам. Дај Боже да имаме пруга, ние контакти со наши македонци од Пиринска Македонија, од Егејска Македонија. Да имаме контакти, имаме врски, духовни, културни врски, а не да сме поделени со тие граници вештачки. И да имаше пруга че беше арно, на овиот СДС се ограбија, се уништија. Сега, да, јас сум, ако сака Америка сад да има пруга, па нека вложуваат, нека инвестираат тие, нека дадат големи пари. И друго, ми е мака што немаме национално македонско единство во Македонија и се гледаме да видиме тујги марионети, а не свој на своето како македонци за Македонија, пошто Македонија е најстара цивилизација, култура, библиска земја, а некои се задојни со некои си тујги хибридни режими и држави кои пропадна, кои не постојат. Видете македонци за Македонија, за добро на сите. Поздрав! Благодарам многу, поздрав и вам. Ете, практично можете да видите како можете да добиете нови 90 секунди, секако тоа е апсолутно и дозволено и добре дојдено во Црвена линија. Добар ден! Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам, повелете. Знаете, секоја изгледба, све е убаво, све е добродојдено ако имаш со некој соседски, а со некој соседи, речам, држави. Тоа е сега нормално дека е убаво. Меѓутоа, кај нас не знам што се прави, кај нас буквално сите доаѓаат со вакви инвестиции на градење на патишта и пруги да перат пари. Сите го знаеме овако, тоа се кои се тие странски држави што доаѓаат и што со вакви работи си ги перат парите и ништо од тоа не ние гледаме. А тоа би било прекрасно нешто да се има пруга, да се може да се патува и да биде поевтино и сите бенефиции што доаѓаат овако. Истото тоа
Требаше, ние немаме пруга во Македонија. Видите што се случува во Скопје, веле, сајде да не идам понатака, да не навидувам. Например, према Грција пругата, па тоа е, например, према Грција е многу потребна, меѓутоа, пак ќе речам, све што се гради не е на штета. Меѓутоа, за жал, кај нас не се гради за, како да кажам, пак ќе речам, само гледа секој да си, кај нас многу инвестираат, еве од надвор инвестираат, перат пари, доаѓаат тука си перат пари, ние ништо не гледаме од тоа. Колку години пругата во Бугарија, до кај треба, што треба, они од нивната страна немат ништо, од кај нас овдека и само си правиме муабети, а тие што треба да исперат пари, си перат пари и си прават како нив им одговара. Благодарам многу и вам за одговорите од Црвена линија. Продолжете да не гледате. Добар ден. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Јас секако приоритет, како и секогаш, даваме на оние кои што директно ќе се вклучат на 023070005. Дали имаме некого на линија? Како и да е, ќе продолжиме понатаму. Еве уште неколку коментари. Елизабета Очевич Мандава напишала: на крајот испадна за сепак. Европа фото има напишан оваков коментар: после двата жечки шамари, пупу нева желеле, кој не ја води државата бетер од претходната. Зоран Деловски на нашето прашање одговара со не. А Георгиев Љубеца исто така одговара со не. Јас велам добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме во Црвена линија сте. Благодарам. Па вака, нас како центар овде на територијата на Балканот копнен, ни треба пруга и со Грција, и со Бугарија, и со Србија, и со Албанија, па ако сакат и со Косово. Ја не знам како луѓе може да кажат ова повеќе ни треба, ова не ни треба. Зошто да не ни треба? Па нас ни треба на сите 4 страни пруга. И трагично што не е уште изградена пругата кон Бугарија. Колку години тоа веќе се зборува и се гради. Ние да не водиме ред во Бугарија нема ништо, нека не се секираат. Во Бугарија Европа за една година, може и за пола година да им ја направи пругата. Ние да гледаме овде што сме изградиле. Секогаш гледаме преку границата. Па дај бре луѓе, гледајте во својот двор што се направиле. Политичари ви налажат со години со таа пруга, не знам што да речам веќе, и омраза се прави. Нема да добрососедските односи, самата пруга нема да ги подобри. Нашата свест ќе ги подобри, а не ние да ги навредуваме бугарите. Па 30 години ние и овде имаме нови луѓе, здрави, прави, свесни, полнолетни бизнисмени што станали. Во Бугарија имаме за 30 години нови луѓе што се родиле. Како така размислуваме за тоа што било? Дај оставете го тоа што било веќе. Мислете за утре што ќе биде. Не ни требало овде пруга, не ни требало онде пат. А што ни треба? Кинески ѕид? Дај да размислиме малце дека економски и на безбедносен план ќе не заштити таа пруга. Па ние сме членка веќе на НАТО, не може да си играме играчки. Си правиме муабет ко деца. Благодарам, пријатно. Благодарам, секако вниманието на јавноста не е како да се јавуваат деца. Благодарам што споделивте со јавноста кои се вашите ставови. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас. Ве слушаме во Црвена линија сте. Ајде од Пинтеја, се јавува Ацо. Ацо, господин Ацо, поздрав до вас. Повелете. Фала, благодарам. Значи, ние кој не сака пругата со Бугарија, тоа е стратешка цел, али не бе бугарите озбилни. Разбирате, али сега кога ги притисна од Европска унија, одма попуштија. Така се прави на рамноправно. Така ли? Со сигурен договор, подпис, а знаат дека бугарите треба да соработуваме. Видите, Тина, ние идеме преку Ниш на Бугарија, така? А сега многу убаво ќе се биде овде преку Паланка. И еве сега имавме ние Балканско првенство. У Борис Трајковски 14 држави бевме тука ја. А какво дружење имаме? Значи свака част уште од бившите југословенски и балкански држави. Многу се дружеме, многу млади деца имавме. 4 катлиона, У15, У17, У23 и девојчиња. Спортот како не зближува, не здружува, многу имаме убави со бугарите и со србите. Значи, политичките самите викаат бугари, политиците ни се лоши.
Значи народот си се дружиме свака час и убаво е ова, мора на сигурен договор. Сега ќе биде шон подпиша, оти не беа, со бугарите нема шала ако не ги притиснат. Они си изиграваат со нас. Затоа сега Европска виде со кого има да работа и ги нареди и има да... Господин Аца, благодарам и вам за одговорите од Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Пошто слушам емисија за изградба на пруга кон Бугарија. Прашањето е дали изградбата на пругата кон Бугарија спаза добрососедските односи? Па не знам тоа, меѓутоа случајно работам во Македонски железници, па знам ситуација. Ако беше пругата од Кочани према Делчево, до сега ќе беше направена. Дали ме слушате? Да, внимателно продолжете. По некоја стара традиција, Бугарија има направено изградба на пруга, проекти, има пропусти, има тунели, се направено. Меѓутоа, нашата влада на времето, пругата ја сврте према Паланка. Сега проблемот е еден, што слушам од преска гледачи кои што не знаат ситуација. Ние таа пруга мора да направиме како држава, за тоа што имаме многу пари земено од нашата влада од Европа. Пред некоја година требаше, кога беше Груевски, да се конзервира таа пруга и да почне да се прави од кај Делчево. У исто време Европа му рече нема да биде од таму. Прво ќе ја направи од кај Паланка, а после правете колку сакате и дека сакате. Таа е ситуација. Слушам гледачите што не се упатни и што не знаат. Значи ние таа пруга, министер малку се истрачава по свое, меѓутоа сега се враќа назад. Значи ние тие пари мора да ги оправдаме, што сме ги земали како држава Република Македонија, мора да направиме пругата од кај Паланка, а после може да правиме дека сакаме. Бугарите моментално чекат на нас да се договориме. Не се они виновни. Ако ние ја направиме до граница, ќе биде направено. Благодарам многу и вам за вашите одговори. Да слушнеме останати гледачи. Добар ден. Добар ден. Повелете, во Црвена линија сте? Благодарам. Мислам дека пругата кон Бугарија не треба да се прави, треба да се стопира се додека нивните асимилаторски политики не бидат прекинати. Исто така не би требало да се прави пругата нити за интересите на Европска заедница, бидејќи Европска заедница нас скроз не уништи како народ и како држава. Така да пругата треба да се стопира се додека не дојдат подобри времења за нас, бидејќи ние македонскиот народ не сме признаени, и го смени името, не ставија 3 црти и следната цел на Европска заедница е да не поделат Албанија и Бугарија. Значи никогаш нема да влеземе во Европска унија како македонци под име Република Македонија, туку ќе не примат поделени. Така да мислам дека мора подхитно да се стопира и ако може да се изгради и зид меѓу Бугарија, бидејќи ние нив ги почитуваме и ги сакаме, а тие нас не сакаат. Така да моето мислење е така, за останатото нека размислуваат останатите гледачи. Благодарам, пријатно. Благодарам ви. Велиме и ние што го споделивте вашето размислување со гледачите на Црвена линија. Еве уште еден коментар, овој пат е од профилот на Црвена линија на прашањето дали изградбата на пругата кон Бугарија е спаза добрососедските односи. Тони Манев напишал: железничкото поврзување на Македонија со Бугарија е од исклучително значење за регионот, бидејќи ќе олесни трговијата, туризмот и културната размена меѓу двете земји. Што мислите вие? Да слушнеме понатаму од Црвена линија. Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Добар ден. Ве молам, намалите го тонот на телевизорот целосно. Ало, друг? Ето така. Ало? Да, си ве слушаме, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме, повелете. Видите, Дали го имаме се уште гледачот? Видите вака. Јас... Добро, јас сум.
Пругата за Бугарија почна да се прави уште во времето на Бранко Црвенковски. И беше земен кредит од 150 милиони долари. Благодарам многу за учеството. Ако ме слуша гледачот, да укажам на тоа зошто е исклучително важно кога ќе ве вклучат во режија за да бидете активни во Црвена линија, целосно да го намалите тонот на телевизорот. Значи, стишајте на нула и јас и вие да зборуваме само преку слушалка. Практично можевме да видиме како изгледа кога нема да се намали тонот на телевизорот, има повторување од програмата, гледачот воопшто не може да има, како да кажам, да му е јасно дека е веќе во програма, па мораме да повторуваме, да се губат секундите. Јас го охрабрувам уште еднаш да го заврти нашиот број и секако во новите 90 секунди целосно да биде намален тонот на телевизорот. Така да ако не гледа, ве очекуваме да ни се јавите. Добар ден. Добар ден. Дали е намален тонот на телевизорот? Ептен е намален, на нула е. Одлично, повелете, ве слушаме. Тина. Ве слушаме. Тука на телефон е дедо Ристо. Поздрав, господине Ристо. Од овде. Јас се јавував пред неколку време, кога беше таа емисијата за помош на овие лица што се со посебни потреби. И тогаш не можев да ви кажам, се расплакав и сакав после да добијам врска со вас, да се договорам нешто со телевизија Телма ваша. Имам јас девојче едно кој е 46 година и кроз многу паметно се, ама не можеме да го гледаме веќе и ние сме 80 годишни и го дадовме во дом. Сега сакам јас во врска со ова да направиме еден муабет после тоа емисијата, да се чуеме и да се договориме како тоа да направиме. Како и да е, секако во режија можете да ги оставите вашите податоци и се разбира да можеме да се слушнеме. А еве, кога веќе се јавивте, а сте и дел од Црвена линија, кажете ни дали според вас изградбата на пругата кон Бугарија ќе ги подобри добрососедските односи? Тина, тоа не сум размислувал за тоа, имам други проблеми, ама мислам оти нема да има тоа некој не може да и подобри со нив никој тоа таму. Они сега, од како отидоа во Европа, готово со нив веќе не се разговара. Тие се посебен народ. Благодарам многу секако за вашето учество. Како што реков, во режија до редакцијата на Црвена линија оставете ги податоците и ќе стапиме во контакт со вас. Сега останува секако и да ви ги соопштам резултатите од денешната анкета. Да видиме како одговорија нашите инстаграмџи, оние кои што не следат на Инстаграм. Меѓу другото, и пред да ја подготвам ова анкета, само ќе ве потсетам дека задолжително и пожелно е да не заследите на Инстаграм. И веќе во утрешната тема, што е можно повеќе учество од сите вас со активно давање одговори, се со цел да се креира јавното мислење на сите граѓани во оваа земја. Црвена линија, всушност тоа е и целта на постоењето на оваа емисија. Па еве, за многу кусо време, ќе ви предочам всушност како одговорија оние кои што не следат на Инстаграм. Свежо подготвени резултати, во проценти секако пресметани. Еве како изгледа тоа. На прашањето дали би оделе со воз до Софија, интересен резултат. Со да одговорија 55%, а со не одговорија 45%. Тука ве прифрлам во светот на рекламите, потоа се гледаме од нашето студио.